Министерот Крена Луга го крие новиот закон за помилување, за разлика од законот за амнестија, чии детали беа познати во јавноста, уште пред да помине на влада, сега пред да ги соопшти деталите за помилувањето, ќе чекаа минот премиерот и колегите министри. Предлог законот треба да помине на владина седница. До тогаш нема да биде објавен никаде бидејќи може да претрпи измени. Единствено што се знае дека со новиот закон е можно да се укине аболицијата како право на председателот на државата. Со други зборови, председателот му останува правото на помилување, но само доколку барателот има веќе правосилна пресуда. Освен укинувањето на аболицијата, никој не открива дали измените ја намалуваат или зголемуваат моќта на председателската функција. Од она што досега Министерството обелодени, ќе се затегнуваат роковите по кои постапуваат институциите, но и одговорноста на оние што го спроведуваат помилувањето. Од кабинетот на председателот информираа дека аболицијата треба да се исклучи од македонскиот правен систем. На 6 месеци пред одржувањето на председателските избори, власта реши да ги менува ингеренциите на председателот. Очигледно, неизвестноста од победата на изборите влева стравка и властодржците за изгубена уште една функционерска фотелја. Во јавноста лавина реакции крена праксата на досегашните македонски председатели со аболицирањето на имиња од политичката сцена. Пред неколку години поранешниот председател Ѓорги Иванов аболицираше повеќе имена, но потоа се повлече. Аболицијата на тогашниот председател Бранко Црвенковски му овозможи на струмичкиот градоначалник Зоран Заев иден премиерски мандат.